Овие податоци покажуваат прилично негативен однос на македонските граѓани кон договорот од Бугарија, бидејќи сега тој е поинтересен се чини од договорот од Преспа. Ако погледнеме односот на македонските граѓани кон државите кои што воопшто ги следевме во целото истражување и на прашањето која држава или унија е најголем пријател на Северна Македонија, и таму Бугарија многу ниско котира. Дури и општо гледано многу ниско котира. Само 1% од нашите граѓани гледаат Бугарија како пријател на држава. Мислите дека има врска и договорот? Па има врска и договорот. Ние се обидовме да ги разгледаме ставовите и перцепциите визави повеќе аспекти на соработката. Соседство, економска, политичка или културна соработка и не само со Бугарија, 24 држави беа дел од целото истражување. Меѓутоа се обидовме да ги утврдиме и стереотипите на граѓаните визави државите кои што ги истражувавме. Ставови или стереотипи повеќе затоа што од време на време ќе видите некој резултат кој што изненадува или придонесува за така блага насмевка, затоа што се сеќавате на некои времења. На прашањето која е првата асоциација за нашите граѓани кога ќе се спомене Република Бугарија, да, најголемиот дел од луѓето зборуваат за туризам, меѓутоа или за одредени знаменитости во рамките на Бугарија, меѓутоа ќе можете да видите асоциација Пасош, асоциација Бојко Борисов, меѓутоа и асоциација од почетокот на 90-тите Црвени и бугарки, што многу добро зборува за тоа каков е односот на нашите граѓани кон оваа држава. Непријатели, фашисти, окупатори, 3% од тие што сте ги испитувале, првата асоциација им е тоа за Бугарија. Така е. Така што тоа зборува многу за тоа каков е Само 23% со позитивен однос кон договорот од Бугарија, високи 42% со негативен однос. Тоа се бројки кои што претпоставувам и владата ја тераат на еден терен кој што не е многу пријатен. Она што би морале да го имаат во предвид не само владата, точно е дека за владата не е пријатен теренот, меѓутоа нема да биде пријатен теренот дури ни за соседна Бугарија, ако се земе и се разложи поддршката на договорот не само по етничка структура, туку по партиска припадност или по партиска афилијација. На прашањето ако во недела се одржат избори, а не се одржаа во недела кога заврши истражувањето, 10 дена подоцна се одржаа изборите, за која партија ќе гласате, ќе видите дека огромно мнозинство на оние кои што гласале за ВМРО-ДПМН се изјасниле негативно. Споредено со тоа колку мал процент на поддржувачи или гласачи на ВМРО-ДПМН имаат позитивно мислење визави договорот. Ако тоа го поврземе исто така со мислењето или на гласачите на Социјалдемократскиот сојуз, ќе видите дека и таму не е најсјајно. Има големо мнозинство на оние кои што го поддржуваат договорот, меѓутоа има исто така голема бројка на луѓе кои што зборуваат негативно за договорот.